Државата не може да собере до 30% од потенцијалниот ДДВ и другите даноци, призна премиерот Заев, откако Меѓународниот монетарен фонд алармираше дека во земјава остануваат од 15 до 25% од потенцијалните даночни приходи, кои наместо во буџетот се слеваат во сивата економија. Премиерот вели дека процентот е многу поголем. Тој е оптимист дека кога летово ќе почне проектот за поврат на 15% од ДДВ на платата ќе се подобри, бидејќи граѓаните самите ќе бидат инспектори со тоа што ќе инсистираат да им се даде фискална сметка со секој купен производ. 30% од некоја милиарда се 300 милиони евра загуба за државата, ама штетата е уште поголема заради тоа што тие што не го плаќаат ДДВ-то создаваат нелојална конкуренција и ги ништат сите што се честни плаќачи на даноците. Така да верувам со можност за секој граѓанин да биде инспектор, дефинитивно, и граѓаните ќе добијат значителни приноси, но и државата ќе ја подобри наплатата на овој најиздашен данок во државниот буџет. Тој смета дека максимални лимити на износи на фискални сметки мора да има, за да нема поврат на парите за побогатите кои купуваат повеќе. Граѓаните од овој проект треба да добијат од 60 до 100 милиони евра годишно. На современи начини на наплата ќе игра телефонот буквално со секој граѓанин, лесно, каде што секој над 15 години граѓанин кој што има право да има лична карта, да има своја трансакциона сметка, да биде регистриран во даноци, ќе биде учесник внатре. Дури детенце помало од 15 години може тоа да го направи, но самата регистрација мора да ја направи неговиот родител или поголемиот брат или сестра што се над 15 години. Максимално убав систем. Верувам дека ќе успееме, деталите да не ги предвремено најавувам. Ќе има лимити секако до колку може, да не испадне богатите најмногу да вратат, значи да биде тоа фер. Целта е навистина да има фер третман за сите граѓани. Според ММФ системот губи потенцијални даночни приходи на ниво од 1 до 2% од бруто домашниот производ. Фондот смета дека земјава собира помалку пари од ДДВ споредено со државите од регионот поради пониската даночна стапка, даночните ослободувања за некои категории производи, но и слабата контрола на инспекциите.